Прегратки и насмевки кои ни донесоа само проблеми и блокади на европскиот пат. Како Бугарија од обичен сосед ни стана најголем непријател со само 2 потписи на двајца поранешни премиери, едниот Зоран Заев на Македонија, другиот Бојко Борисов на Бугарија. На 1 август 2018 година добивме многу убави ветувања. Договорот, како што го нарекуваат за добрососедство, требаше на брза лента да не однесе кон Европската Унија. Само мога да пожелая на Република Македонија и на гражданите брзо да влезат во големото европейско семејство. За нас друга алтернатива за Българија не виждам. Сепак, ништо од убавите зборови, големото пријателство меѓу Заев и Борисов се претвори во најголем проблем на Македонија. Дадовме многу, добивме уцени и условувања на европскиот пат, наместо отворање на бриселската врата, договорот за добрососедство стана услов на државава на европскиот пат. Ако някой се отклони от този документ, при всяка една глава България може да го блокира. Затова, както аз им казах, зависи от вас. Ние нашата работа сме си свършили, нашето приятелство и братство, когато трябваше ви да дадем безвъзмездно облекла, маски, очила, да се притечеме, разбира се, да, не претенции, защото не е хубава дума, нашите условия, за да бъдат прияти в Европейския съюз. То не е пожелание. Ако нещо не ти харесва, никой да те кани. На бугарските блокади ние одговоривме со големи отстапки, пред се историски. Ние немаме споделена историја, немаме ни вкрстена историја, имаме заедничка историја. Од устата на македонскиот премиер слушнавме дека Делчев покрај македонски бил и бугарски револуционер. Гоце Делчев е револуционер и за българите, и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Во обидот да му удоволиме на источниот сосед, одевме и контра историските факти. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Ни дојде и најава дека ќе има обвинител со една задача, да лови кој говори што не се допаѓа на официјална Софија. Има други чекори кои што ќе бидат превземени. Од посебен обвинител за говор на омраза, кој што сега го разговараме со обвинителството. А за возврат добивме само провокации. Едно од многуте е дека македонците биле бугари. Историските факти за нашите две страни, Бугарија и Македонија, се недвосмислени дека во минатото поголемиот дел од нашето население составувал една етничка група, односно еден народ, каков што бил на Вапцаров родот. Географски македонски и народно, односно национално бугарски. Со прифаќањето на францускиот предлог добивме и порака дека за Софија не постоел македонски јазик. България направи отстъпление по отношение на позицията си за официалния език на Република Северна Македония. Изцяло се съобразяваме с решението на Народното събрание. Както знаете, в двустранните си отношения с Република Северна Македония България не признава техния официален език. Наместо нејавеното добрососедство, на крајот добивме само секојдневни бугарски провокации, како печурки почна да никнуваат културни клубови, спонзорирани од источниот сосед, со спорни историски имиња. Преку културен клуб решија да се здружат и македонците од Бугарија. Беше отворен Никола Вапцаров, кој од бугарските власти веднаш доби клуч на врата. Новите генерации не ја знаат целата оваа реалност која што треба да не сплотува.